Во екот на сезонскиот грип ни пристигна новиот подсој на Омикрон, така наречен Кракен. Потврден е ден пред почетокот на второто полугодие на учебната година. Што може тоа да значи и какво второ полугодие навестува? Ке го прашаме професорот Никола Пановски, микробиолог. Докторе, добро утро, добро дојдовте во студиото на ТВ. Благодарам на поканата, добро утро. Вчера, ден пред почетокот на второто полугодие, е потврден во земјава првиот случај на Кракен, за кој вашите колеги, епидемиолозите и другите лекари велат дека не е нарочито насилен, страшен, меѓутоа е многу заразен. Така. Сега, веројатно, работата ја проблематизира тоа што се наоѓаме во екот на сезоната на сезонскиот грип. Да. Кога Македонија е под закана и на можна епидемија на морбили поради слабата вакцинација. И сето тоа е измешано, каков завршеток на јануари и каков февруари може да очекуваме? Да, тука да спомнем и респираториот синтицијален вирус и други вируси, риновируси, други вируси на настинг, старите коронавируси кои си постојат. Така да не е само и грипот и ковидот, ако е потешка форма, остануваат луѓето дома, меѓутоа особено младите, средношколците и поголемите деца и при настинки одат во училиште и така ја шират болеста и ја носат дома. Значи такво е времето. Нормално дека ќе има влијание и Кракен и почеток на школската година и очекуваниот пик на грипот кој се уште не е достигнат за 2-3 недели, значи негде од првата недела од февруари би требало да биде најголемиот број, иако не е многу загрижувачки тој број. Па во секоја лоша страна има и добра, што ова ќе биде уште еднаш имунизација на населението, што ни се случи лани, почна негде во јануари, кога имаше пик. Меѓутоа немаше наплив во болниците, немаше хоспитализации и дури еден професор кажа од Германија дека тоа може да биде дар од Господа и со тоа на крај испадна дека е така. Бидејќи на брзина, да кажем за 5-6 месеци, голем број од населението што не беше прележано, дел вакцинирано, дел не, се имунизираше на овој начин, кој со симптоми, кој без, кој еднаш, кој 2 пати, кој 3 пати. Зборам за Омикрон, првите варијанти, така да ова логично е да секоја нова варијанта биде позаразна од претходната и да ги стисне. Исто така е логично по едно 2-3 години да се таа варијанта да биде помалку вирулентна, бидејќи и нејзе и одговара да не го убива домакинот, бидејќи со убивање домакинот се убива и себе. Туку да, значи идеален паразит кој тежнеат сите микроорганизми, а најстари се овие што живеат во нашиот дигестивен систем, тоа се бактерии, е да не го предизвикува домакинот, дури домакинот да не знае дека тој е присутен во него. Значи тоа се оние што би кажале асимптоматски случаи, на тој начин и најлесно се шири. Така да сега живееме во една заедница со тој вирус, има проблеми, се уште е потежок од негде се смета дека е 2 до 3 пати потежок од сезонскиот грип, ковидот. Меѓутоа, огромен број, над 95% од хоспитализираните и смртни случаи се во кај луѓе што имат коморбидитети, кои се над 65 години и така натаму. Така да ќе има поголем број на заразени заради почеток на школската година, заради доаѓање на овој сој кој ќе се прошири веројатно за месец дена. Меѓутоа не очекувам да има смртни случаи повеќе од сега, нити хоспитализации повеќе. Така да тоа би било... Така. Со оглед на тоа што првиот потврден случај што го добивме викендот, примерокот е земен на 11 јануари во Гевгелија, кај пациентот Гевгелија. Да. Може да се предпостави дека тој имал контакти во меѓувреме и дека Кракенот е присутен и кај во популацијата во Македонија го има. Веројатно и од минатата од декември да. тука. Може ли да се очекува голем бран на заразени? Рековте не очекувате хоспитализација во голем број, меѓутоа повторно оние да се вратат сликите со 1000 за ново регистрирани случаи на ден, па да фрчат комбињата на помош низ градот да транспортираат болни? Не очекувам хоспитализација, така да бројот на заразени сега овако реално, односно испитани или официјално сакам да кажем околу 202 случаи активни, се имале 20.000. Не значи кај се тие 202, тие се луѓе што се тестирале, значи при полесна болест. Луѓето не се тестираат, особено младите.
Значи, кога би земеле ние се активно да ги тестираме, што мислам дека не е исплатливо, може ќе стигнеме до некоја таква бројка во тоа време. Меѓутоа, ако земе тестираме за грип, рачунете како од овие 1000 колку ще случаи, сигурно се 10% од вистинските. Колку пати дома сме останале со температура, не сме се тестирале. Но особено ние докторите што имаме дома во фамилија доктори, нити сме биле на матичен лекар, нити негде пише дека ја или некој од мојата фамилија, некојаш во историјата прележал грип. А сигурно сме прележали 10 пати во последниот 40 години колку сум ја активен. Значи бројот ќе биде, меѓутоа тестирањето не е, гледав статистика. Например во Јапонија се тестира многу и таму имаш 60 до 70 илјади дневно нови случаи. Сега до земја од 100 милиона, меѓутоа, значи тоа се зависи колку ќе се достапни тестоите, колку има интерес да се тестира и колку има логика да се тестира. Така да во тој смисол ќе има болни, меѓутоа нема да има официјални бројки над 1000, бидејќи нема толку да има потреба од тестирање. Сега не се тестираме за да одиме на операција, за да влеземе некаде, за да патуваме и така натаму. Професоре, го цитиравте германскиот епидемиолог кој минатата година во јануари рече дека омикронот е дар од Бога бидејќи на тој начин ќе стане многу заразен, меѓутоа помалку вирулентен. Меѓутоа и тогаш вашите колеги велеа дека зголемениот број на заболени автоматски ќе предизвика и да не е многу насилен, односно со лоши симптоми ќе предизвика хоспитализации, бидејќи кога голем број од населението ќе биде заболен, веројатно е да се очекува дека оние повозрасни со послаб имунитет луѓе ќе имаат потреба од дополнителна нега и ќе имаат компликации. До сега колку е потврдено лекарски со оглед на тоа што можам да зборам официјални податоци. Во официјални податоци од вчера кај во Македонија има 202 активни случаи и ни еден сериозно заболен. Ни еден, нула пише. Меѓутоа кракенот се појави, да речеме во Кина има 8000, што не е точна бројка, критично болни, а имаат купно 5500 умрени. Таму сигурно е бројот пута 100 од тоа што кажуваат. Меѓутоа, така да тоа се податоците. Значи еве го омикронот постои. Имаме активни случаи, меѓутоа тие 200 активни, нити еден не е критично болен. Не викам дека не е хоспитализиран, или критично болен не е. Лошата страна на кракенот, освен тоа што е многу заразен, е и тоа што е отпорен на претходно прележените видови на омикрон или сите други видови на ковид. Исто така е отпорен и на вакцинација, на имунизацијата со вакцина и го заобиколува тој природно стекнат имунитет. Само за потсетување, кракенот се појави во Соединетите Американски држави негде помеѓу ноември и декември минатата година. Името кракен што го носи е митско морско чудовиште. Значи, веројатно не е толку безопасен како што сакаме да веруваме или Па добро, се зависи. Вчера излезе вест, денеска професор Даниловски на Фејсбук демонтираше дека скоро сите, прво почнувало како иста болест, меѓутоа скоро сите, не знам кај го пишувало тоа, меѓутоа и мене ме прашува. Лош превод, претпоставувам, на некој од македонските скоро сите портали. завршуваат со хоспитализација. Скоро сите. Значи многу ретко завршуваат. Почнува како обична настинка, а завршува се разбира, ако се имаме 100 луѓе и на тие 101 се хоспитализира, на 1000 ќе се хоспитализираат 10. Меѓутоа, мислам дека и на 1000 случаи, како што кажавте, па дури 10.000 да се, ако се хоспитализираат 100 луѓе, ќе го издржи системот, тоа не е многу страшно заедно со грипот. Се разбира, имаше проблем кај децата, веќе има, со цел месец, кај што се полни болниците, така да мора да се преброди. Ова малце ќе биде... Кои месеци би биле најкритични? Февруари? Па веќе живееме во овој месец, значи февруари би бил најкритичен. Кога би дошло до тоа поклопување известно на сезонскиот грип со кракен? Да, бидејќи се очекува дека за 2-3 недели, грипот трае 7 недели, се смета дека за 2 недели ќе биде пикот, па ќе почне да паѓа, зависи од колку ќе се прошири. И постои и омикрон и другите вируси, значи негде првите 2-3 недели од февруари. Тогаш би го очекувале и врвот на кракенот? Да. На почетокот на февруари. Да. Добро, во меѓувреме актуелно е, односно ваши колеги од Македонија, од Штип конкретно имавме ние нашата дописничка таму јави дека алармираат на зголемена закана од појава на епидемија на морбили поради слаба вакцинација. Да. Што би значило тоа? Таква епидемија слична имаше во 2019-та, на крајот на 2019-та, пред почетокот на пандемијата со Тоа траеше ковид. подолго време, имаше и во соседните земји. И сега имаше и смртни повторно. случаи, за жал. Да. Особено имаше во Романија, па во Србија, па и кај нас.
Така да таа закана постои, бидејќи немаме вакцинација над 95%. И се знае зошто е тоа, тешко оди работата, се проба со тоа да не одат децата во училиште, да не бидат примени. Што исто проблематично од човек кој права уставно, неуставно и така натаму, особено сега ќе биде потешко, бидејќи за време на ковид мислам дека се направи некои грешки, така да не да се направи, сигурно се направи, да мислам дека уште поголема е скепсата од вакцинација, дури за овие докажани вакцини. Како што е морбилите? Да, особено кај под наводници интелектуалните кругови, бидејќи од моите податоци кај што има најголем, пак ќе ставам под наводници, дека степенот на вакцинација е обратно пропорционален со образованието на граѓаните. Значи, општината кај што ја живеам и преку улица другата општина, тоа се Карпуши центар, тогаш кога беше пандемијата, епидемијата на морбили, имаше најмал опфат на вакцинирани деца, а се рачунаат под како најинтелектуални општини. Значи, подобро имаше некои села зафалени, отколку во овие општини кај што според луѓето што живеат се високо образовани, доктори на науки и така натаму. И вакцинација беше 66%, односно беше приближно како кога дојдоа бегалците од Косово 99-та, кога се плашеа да се вакцинира, дека српската власт ќе ги стерилизира албанските деца. Е таква вакцинација ние имаме во центар во Карпуш. И сега што се случи со ковидот? Се случија такви работи кои не можам да ги објаснам. Значи, се донесоа сертификати, а сега научно се докажа дека вакцинираните повеќе пренесуваат отколку не вакцинираните. Вакцина штити од тешка болест, меѓутоа кој ќе објасни сега во Австралија Open дека сега може таму да играат дури да се позитивни. Значи, дури да е Джоковиќ сега позитивен на корона може да игра, а лани знаете што прави 2 недели, не го пуштија судови. И секако народот да верува во тоа. Кој бил во право лани, минатата година или сега? Како тоа би им го објасниле на вашите студенти? Или како им го објаснувавте и оној тоа што го спомнавте обратно пропорционално со степенот на образование? Да, значи едноставно негде е сгрешено во таа политика. Се слушаат многу полувистини. Борам сега конкретно за морбилите, кои не се само морбили, тука се и заушки и рубеола, тие се заедно, не може само едната, меѓутоа дека се аутизам и така натаму. Не, трипла е вакцината, сите три се примаат одеднаш. Значи, ако се плашите само од морбили, вие нема да го заштитите вашето дете и од заушки и од рубеола. Па нормално дека сум го објаснил тоа на тој начин што тие луѓе имаат повеќе можност на информации и често пати веруваат, за жал, на луѓе што на такви информации кои ги плашат дека тоа се опасни вакцини, дека има теории на заговор и така натаму, се разбира дека грешката треба да најдеме кај нас. Негде е пропуштено во тоа. Да не зборам дека имаше емисии на телевизија, има и сега, кај што се кажуваше дека тоа е смртоносна вакцина. И тоа еден човек што кажуваше дека земјата била плоча, иначе завршил географија на нашиот универзитет, кажуваше дека е рамна земја, и па таму имаше емисии кај што еден човек со средна школа кажуваше колку се страшни вакцините. Значи не беше тоа покриено со вистински вести и вистинска кампања како што треба, а се случуваше да кампањата некогаш оди во такви размери, што беше страшно за ковид, кој ќе придонесе за уште поголема скепса, бидејќи се тераа луѓето за доброволна вакцина да се вакцинираат кај нас по 45 дена после прележување, што е, мислам, нонсенс, го нема нигде во светот. Значи, такви необјасними работи уште повеќе штетат на ова. Имате можеби статистика или информација како помина споменатите општини Карпуш и Центар во епидемијата на морбили во 2019-та со број на заразени? Не. Не викам дека за ковид не се вакцинира, напротив, на почетокот одеа во Србија да се вакцинираат. Меѓутоа, овде се работи за морбилите, во кои смета
И се уште мислам сметаат дека ако едно училиште, тоа е малце себично, тоа тешко може да се објасни, бидејќи разликата е кај ковид вакцинираните, вакцината не спречи ширење на болест. Спречи тешка форма на болест. Значи не спречи ширење, немаше потреба забрана на движење на невакцинирани. Овде е сосема друга работа. Овде е многу заразен овој вирус на морбили и ако сте вие доктор, често има такви доктори, тоа го прави и за вариола вера, па им се случи да нивните деца не бидат вакцинирани, и вие викате, ако се вакцинираат сите 30 деца во класот, ја не го вакцинирам моето, оно нема како да добие морбили, бидејќи другите 29 го штитат. Значи, кај морбилите, ако сте вакцинирани, не ја ширите болеста. Или ако сте прележани, колку е ковид. И тоа е тоа себично и сика, јас нема да го вакцинирам моето, тешко и да ќе оболи, а и ако оболи, смртноста е на 1000 не е ни еден. Многу по-мала и така натаму. Во тој смисол не се плашат да не ги вакцинират, се плашат од некои други болести и така натаму. Не значи дека нема несакани дејства од морбилите, меѓутоа тоа е на 100 милиона се случува компликација. Не е тоа аутизам, има докажани дека има несакани. Се ако тоа го промовирате и го читате и се уплашите, има таква група на луѓе кои за време на морбилите која беа 2019 се правеа сеанси, се викаат морбили сеанса, морбили парти, кај што еден се јавува среќен, односно не е среќен, туку каже моето девојче или син има морбили и сите тие антиваксери прават морбили парти, го носат детето да се дружи со нивните деца за да по природен пат стекне имунитет. Стекнат имунитет. Таква е работата сега, мислам. Така. И до таму оди. Сега, ако се навратиме повторно на кракенот, сите ваши колеги лекари смируваат дека ова е лесна форма и дека нема друг спас, друга заштита, освен ете така да се препуштиме и сите кои ќе го заболат да го поминат. Допред една година, допред година и половина, исто така сите медицински здравствени работници, лекари, професорски имиња велеа дека најдобра заштита е вакцинацијата. Од оваа перспектива погледнато сега и тука се направи грешка во прогнозите и во апелите за масовна имунизација за вакцинација, бидејќи ете сега свативме дека вакцинацијата не штитела од... По 2 месеца се знаеше дека не штити. Зошто се сфорсира вакцинирање на деца, на бебиња и сега тоа ќе ни се врати како бумеранг. Зошто вакцинира? По која основа? Грипот сегашен е многу поопасен за децата до 5 години отколку ковид. Тоа е факт. И тоа некој сака да форсира дека е опасен за деца, па пост-ковид имало, па не знам што имало. И тука, значи, од тој аспект сега повторно би кажал, тие што страдаат, кажавме кои се тие, особено со омикрон, па и со кракен, се луѓе што имаат, значи во огромен процент повозрасни луѓе што имаат коморбидитети. Тие треба да примаат тие бустер дози, бивалентни дози. И на тоа треба да биде ефектот. Ако порано кажев, уште на почетокот над 50 години, сега можем и да поместам старосната граница. Професоре, освен ова со вакцините што сега... И нормално тие луѓе што се болни, не треба да додат само послуги по молу и да пазарат. Треба некој друг да им пазари овие 2 месеци барем. И да носат маска. Да не се гледаат со внуците во овој период? Не, нека се гледаат, меѓутоа други кои ќе влезете во продавница или не, кај што не мора да влезете. Значи, во тој смисол да тогаш да носат маска. И сите што имаат респираторни болести, ако мора да излезат од дома, тука се и децата, да носат маска. Во повеќе наврати, сега од оваа перспектива ја посочувате како грешка делот од вакцинацијата во оваа смисла. Во повеќе наврати ги посочувавте и бројни имаше небулози во однос на тоа како се менаџираше ковид кризата во Македонија. Во еден период бевте и гласен противник на давањето на масовно давање на антибиотици како заштита. Тоа беше во првите бранови, вуханскиот сој или веднаш потоа индиската. Тоа е што кај нас за вирусни болести сега се случува, не мора да е ковид. Меѓутоа тоа дали матичните лекари го примија тој апел и се намали употребата на антибиотици?
Или имате ли податоци од Инаку фондот за можам да здравство? ја кажам дека не беа проблем само матичните лекари, проблем беа и интернисти, и инфектолози. Значи, матичните добива субспецијалистички наод да се дава антибиотик. Тие ги имам на многу, за жал никој не реагира за тоа. Така да и тие бија проблем. Најголем ефект има што народот свати. Значи, не можеше, ни треба 30 години, не го успеавме, сега го успеавме за 2-3 години. Народот свати да не бара и да не прави притисок на докторот да му даде антибиотик. Туку се случува сега да го праша, објасни ми зошто ми даваш антибиотик. Дали која бактерија имам? Значи дојде до одредено освестување кај На популација. освестување што прво притисокот беше ти на моево дете ќе остај без ништо. Сакаше да ми го умреш. Сега е мал се обратна состојбата, значи кај матичните и не беше главниот проблем. Проблем кој нешто не сакаат да слушаат, што мислеја дека знаат се. Добро, професоре, што е со кога зборуваме за здравството и за сите оние теории на заговор и за сите оние можни манипулации кога станува за збор за медицината, бидејќи веројатно тука човекот е најслаб кога станува збор за сопственото здравје, Да. човек е подготвен да направи и веројатно се и тука се прават бројни грешки. Ќе ја прашам директно, што е со препаратот против паразити кој вие го рекламирате на социјалните мрежи? Па тоа не е препарат. Тоа прашање дали е чај, тоа се собрани тревки кои може и купите во секој маркет. Па дури штеделе и на нив, само 50 грама е. Значи 4 состојки кои ги има во продавница, кои ако ги купите дури во кесички, што се поскапи, нема да кошта чини повеќе од 100 денара, односно 50 денара, ако ги купите на големо, ќе кошта околу 20 денара. Е, тој препарат, тие го продаваат криминалците, не луѓето, дното од човекот, од хуманоста, за 4800 денара, со посебен попус за 2400 денара. Е, тоа го продаваат, за да го продаваат, иако на препаратот, за да не бидат фатени, не пишува ништо. Значи, ништо не пишува на тоа чише со чај дека содржи такви, не пишува дека лечи нешто, ни дека нешто подобрува. Обичен чај во кутија од 2800 денара, меѓутоа со реклами надвор од самото патство, значи они го увезле како храна, злоупотребуваат луѓе, во случајов мене, со тоа што измислуваат интервју на неколку страници, сосема измислено, злоупотребуваат мои повеќе фотографии, во која тоа што го тврдам нема врска со реалноста. Се обративте ли по законот за заштита на личните... луѓето го купуваат зол, бидејќи ние сите сме имале црви, дури измислува дека имало емисија. Истото интервју го има со докторот професор Несторовиќ во Србија, ама сосема исто, само на српски е. Тука Степановски вие, а таму е Несторовиќ. Таму Несторовиќ. Тоа е тој препарат. Го има кај го промовирала под наводници како и мене Лепа Брена и Цеца Величковиќ. Тие ги има таму. Од македонските пејачки нема некоја спомената? Сега нема. Друго што испадна последно дека промовирам средство за чистење на крвта која Кедев го промовира пред 2-3 години. Сашко Јовев од пред некој ден, Жан Митрев, Александар Митов. Едно време за разни препарати бившите министри Филипче и Тодоров. Значи речи си да нема еминентно лекарско име или по-видливо. Од Хрватска интересно е за вас еден познат, ја не го знам, меѓутоа вие може да знаете, Давор Мештровиќ, многу познат водител телевизиски и многу популарен. Тој исто така рекламира за диабетес. Лажно, неговиот институт. А председателот на лекарската комора, до таму иде безобраздукот на Хрватска, Кришимир Луетич, исто така, иако е гастроентеролог, промовира за лек за чистење на крвта. Да речеме Сашко Јовев пишува дека е директор на Филип II, главниот кардиохирург и така натаму. Небулози еден куп. Да, значи се тоа постои, а за жал официјално не сум видел некој да реагира, сум чул дека
Кедев реагирал, меѓутоа не сум го видел вака јавно. Да, професорот Кедев беше овде на исто столче и од тука рече се злоупотребува моето име. Како јас. Меѓутоа пријавил ке Јас надлежни. веќе ова ми е 15-ти пат од телевизија, 4-ти пат ми е во Телма. Мислам некојаш на Вести, некојаш утринска. Нормално дека уште утрената го пријавив во Сайбер криминал и дури се заангажира новинарката Мирослава Симоновска, таа го откри која е фирмата, кој е човекот тука што работи. Дури нарача чај, дури се снимени тие разговори, кај што кажу да, професорот ги промовира, значи се знае кај е фирмата, во фирмата влезе инспекција, им земан 240 евра, па сега некоја постапка се да им земат 5000 евра, меѓутоа нема врска со крадбата на идентитетот, до таму не е стигнато. Ова е најдено дека некои работи не запазиле внатре. Мислам, во нормална држава, кога веќе се знае кој е кривецот, тоа се затвара. Фирмата се затвара, луѓето се ставаат со лисици, се сликаат. Ја не сакам да се сликаат кој што беше на времето, меѓутоа овие заслужуваат да се сликаат како ги носат со лисици. Ова е најдолниот криминал што може да се Така замисли. ги нарекувате група хоштаплери, криминалци од најдолниот. Нивниот шеф се наоѓа во Босна и Херцеговина, како нашата, како се викаше оваа за ТАТ, Сонја Николовска, што и да е председател од покојни Лигоров награда, и тој добива награди на Балканот за успешен бизнисмен. Тој што ги прави овие работите, инаку сега ќе се оградуваат дека немаат врска со рекламите, некој му текнало да краде идентитет и да измислува Истата група ги работи. злоупотребува сите лекарски имиња? Не, ова зборам за овде За Паразол. Паразол, другите не ме интересираат. Очигледно Негде има станува кај што не може да се најде фирмата, тоа да се наоѓа фирмата. Овде треба само некој од МВР кажа дека е поднесено во обвинителство. Сега чекаме, дури со адвокатката пише писмо да овластување, ми побара да праша до каде е работата. Ако не поднесуете вие, ние да идеме приватно. Да бараме оштета, ако поднесуват, се приклучуваме на штета на барање. Инаку што се однесува до мене, јас демонтирав, ретко кој веќе веруе дека тоа го правам. Штетата е направена, колку што е може ублажена, ова е сега да не се продолжи и да не се дозволи на овакви луѓе да понатаму профитираат. Они немаат гајле, продолжуваат понатаму и кога не се реагира, еве ќе почекаме, меѓутоа ако не се реагира, а се знае кој е кривецот, не е тешко да се најде. Значи, они имаат конкурс за тие промотори, имаат десетици на кои се јавувате и они ви кажуваат зошто е чајот, како лекува, измислуваат излечени пациенти, како му помогнале. Значи, не е тешко да се фатат, само треба да се сака. Тоа што мене не ми е јасно, само ќе докажам, зошто еве председател на лекарска комора, зошто во социјални мрежи, еве Facebook, нема механизам државата или самиот Facebook да ги забрани. Да се знае, Никола Пановски никогаш, сум кажал, никаков лек не реклама. Видите тако, бришете го. Што ќе биде ако почне председател на држава да излегува? Или премиерот, или министерот да рекламира оружје. Секој дома, како што ви викат, секој дома да си има чај, нека си има, секој дома купи, што знам, пиштоли или ноже. Полуавтоматска пушка. Уба и ноже и оштри, секој да има дома за секој случај. Еве и фирмата која е цел живот сум сврдел дека треба да имате такви работи дома производи. Како тие за 5 минути ќе ги снема? А јас седам 3 месеци. Сум невреден. Професоре, спомнавте дека станува збор за криминал од регионален, наднационален, Балканот, безграничен. Поголема, би рекол јас, злоупотреба и поголема опасност од злоупотребата на вашето лично име и на вашиот кредибилитет нарушен во овој случај е тоа што се загрозува здравјето на пациентите, бидејќи се продава препарат како лек кој всушност не лечи. И нема никакви ефекти, а можеби да има и слични и штетни ефекти. Вашата реакција по закон за заштита на лични податоци, по однос на вашата пријава во Сайбер криминал и тоа што чекате обвинителството да согласи, во ред, имаме ли во држава надлежни институции кои го регулираат тоа што и кој може во држава да продава и да рекламира како препарат за заштита на здравјето? Нели тука е бирото за лекови најповикано да ја забрани употребата на овие препарати? Агенцијата за храна и ветеринарство. Значи, ако се помошни лековити средства, додаток за исхрана, не помошни, додаток за исхрана, треба да има дозвола да се регистрира таму Агенција за храна и ветеринарство. Ова дури не е ни додаток за исхрана, ова е обично, како такво се, а се рекламира
се разбира, Малмет е за помошни лековите средства и за лекови. Инако јас сум бил во комисија за лекови пред 20-30 години, значи кога се рекламира, овие реклами што ги гледаме на вашите телевизии, кај што пише после брзо за несаканите дејства на лекот, така тоа оди на комисија во министерство или во Малмет, не знам кај се наоѓа сега, која го одобрува и текстот на рекламата. Замислите, тоа се плаќа, баснословно да го регистрираш, да го рекламираш, све тоа се плаќа. Истовремено се дозволува овде баш и бозу, кој што сака, пишува кој што сака злоупотребува, пишува глупости. Во вашиот случај се рекламира... И никој не реагира, сите се ненадлежни. Ние не сме надлежни, не можам да разберам, мислам, јас со држава живеам долго време, не можам да разберам до каде. Дали е глупоста или корупцијата? Пошто како микробиолог се случи еднашка за еден мусимански празник да има труење со 270 затруени. И отиде инспекција, затвори сладкарницата, потоа попладнето тој го скрши газдата катанецот и ги раздели уште 500 торти. И ништо не му стана него, зашто не биле надлежни инспекторите, бидејќи таа не била регистрирана. Тоа е порака, не работите по закон, не плаќајте за регистрација, терајте преку интернет, преку криминали, никој ништо не може. Не биле регистрирани, мислам, не сме ние надлежни. Вашиот случај се рекламира препарат за против паразити. Да. Во случајот со доктор Кедев, па сега го спомнавте доктор Јовев и други лекарски имиња, се рекламира и лек за срце, односно препарати за помош на срце. Чистење на крвни садови. Имате ли во вашата медицинска пракса досега случај во кој поради употребата на вакво нешто бил загрозен или доведен во опасност живот? Значи, не го знам тој дали е чај што е за чистење на крвни садови, меѓутоа може да има токсични работи. За овој чај нема веројатно токсични, и тој нема никаква полза. 2400. Мислам, за обична тревка. За обична тревка. Може да не е ни штетно, а може да е... Да, веројатно не е штетно, меѓутоа е глупости. Не е корисно. Тоа не е нормална работа. И пише таму колку месеци да го пиеш, па има 8 парчиња ако купите, меѓутоа за дијабетот е најопасно. Бидејќи има реклами кај што вика, не зборам дека оваа фирма, не сум го истражил тоа, за 3 дена го лечи дијабетот. И сега замислете, некој држи диета, некој пијапчиња, а некој е на инсулин. И што е проблемот тука? Сега не сум го видел за да спомнам, меѓутоа знам за кого се. Професорка која била у пензија како мене, свежо, која за Македонија зборувате. За Македонија, кој цел живот работела дијабет, значи има своји пациенти кои веруваат. Сакам да ги кажам на властите дека не треба да чекаме некој да умре за да преземат мерки. Без разлика на сите проблеми што ги имаме. Ова е многу опасно. Значи, што е со конкретниот случај? Случајов пациентката ја гледа професорката што е лечела дека рекламира ова и вика ова е нешто ново. Јас да се окупам и прекинуе да пие, да прима инсулин. Прима тие глупостите, кој божем и паѓа у дијабетична кома. Бидејќи без инсулин тоа е последица и за среќа се спасува. Но ова се керката, колку што сум гледал по фејсбук, на професорката оди, пријавува секаде во МВР и така натаму и не се реагира. Викаат нека дојде пациентката сама да тужи. Да вештачи дека е направена штета. Сега за мене кој ќе дојде, ќе треба да ме вештачи некој дека сум бил психички и овако, мислам, што глупости. Што вика, сами се да ви измислуваат интервју и никој не реагира со месеци таму. И тоа само си се проширува. Сем корупција, ја друго, не знам, или тотална неорганизираност, неспособност и она кај нас познатото префрлање на надлежност. Ја не знам како може од 8.000 луѓе у МВР, во обвинителство, во Малмет, во министерство, некој лично да не се заангажира, кој ќе ги види овие работи, да рече престанете ве луѓе. Ја ќе одам, ќе ги опсам. Ќе му се јавам на телефон. Ќе побарам посебни тие PM мерки, ќе го сослужам тој како лаже и толку е што треба поише. Еве имаме и сведоци имаме. Што ќе дојдат на суд да сведочат, ако ги сакат. Имаме и случај кој за влакно спасил жива глава. И што е оваа работа, јас не знам,
поизлезе во Слободен печат ова, кога го дадовме на телевизија, ми се ќе прекајне бар за мене. Не, они мене ми иде како да некој отишол собрал рушвет Уште се и сега продолжуваат. Па не знам, ја не гледам, јас сум блокиран за да гледам, меѓутоа слушам и последно и мене ме стајли у крвните садови за чистење. Мислам, нема врска едно со друго. Така да си продолжува тоа. Професор, ви на благодарам различни многу портали и така натаму. за гостувањето во Утринската и за разговорот. Благодарам на поканата.